Колега Ацевски, јас само можам во твое име, еве, да си преземам одговорност да му се извинам на францускиот народ за навредите што ги упати. И уште еднаш ќе ти повторам, мој идол од синоќа и на целата македонска нација и на целиот македонски народ е Рашела Мизрахи. А твои идоли нека останат тие што ги поддржуваш. Биг Майк, го знаеш господинот кралот на дрогата, лажниот Порошенко, колега Костадин Ацевски, и Боки 13, го знаеш ли тој лик? Кога во македонскиот народен театар мирно му стоевте и раката му ја бакнувавте, кога како гроф влегуваше за да ви се обрати, а вие наредени сите прегрнати, гушнати. Тоа е разликата, колега Ацевски, меѓу вас и нас. Ние имаме различни идоли. Јас не треба да му се извинувам никој. Ти треба да му се извиниш на македонскиот народ затоа што му го смени името. Го понижи со соседите. Затоа што го искршивте деловник од уставот. Затоа што направивте од оваа држава да биде подсмев кон сите соседи. Држава која што вистинските македонци ја носат во своето срце. Една од нив беше таа што сношти ја разрешивте. Господјата Рашела Мизрахи, идолот на младите, идолот на македонскиот народ. Министерка која што покажа како треба да се сака својата функција, како треба да се работи за државата, како треба да се работи во министерството. Ви благодарам, колега Мисискивас. Има збор за Туровска